Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео ќе зборуваме за комуникацијата или најточно за нашите желби, потреби и интереси кои понекогаш представуваат пречка во комуникацијата со другите и во меѓусебните односи. На ова ме наведе една ситуација во која што јас лично учествував и со една моја блиска личност сакав да разговарам. Имав потреба, имав желба да споделам некој свој интерес, нешто што јас го гледам на некој начин, нешто што ми се случило, нешто што сум го доживела, преживела, а од другата страна чувствував дека не наидувам на разбирањето кое што ми е потребно или не на начинот на кој што може би јас очекував да бидам разбрана и слушана. Потоа, размислувајќи за оваа ситуација која што не ми се случила само еднаш, повеќе пати во животот сум имала очекувања дека нешто што мене ми е многу интересно, нешто што е моја желба, нешто што е мој некаков сон или некоја идеја која што сум ја носела некој време и сум ја реализирала, кога ќе ја споделам со некој кој ми е близок и кој очекувам да ме разбере, да го доживее истото восхитување како јас, истата радост, тоа не се случило и тоа кај мене предизвикало некакви непријатни чувства. Размислувајќи за ова, сватив дека токму нашите очекувања како другите треба да реагираат, како другите треба да разберат, на кој начин да го искаш својот интерес, својата емпатија, може да доведе до тоа да се чувствуваме непријатно и понекогаш дури да завлеземе во некои конфликти, во некои замерки, дека ете, мене ова ми беше многу важно, па некако по дефолт, затоа што личноста ни е блиска, да очекуваме дека и незе треба да е важно, треба да ја доживее исто како и ние, заборавајќи дека го нема тоа чувство и не поминала ни сите процеси и не ја знае целата наша приказна од една страна. Од друга страна пак поминува низ некои своји процеси, има некои своји проблеми, сака можеби да разговара за нешто сосема друго, воопшто можеби не ни сакала да дојде на таа средба, меѓутоа од известни причини, да не навреди, да не повреди, нешто ја дефокусирало во моментот, како и да е. Постојат безброј причини што може да предизвикаат незаинтересираност од другата страна, која може да биде реална, или недоволна заинтересираност според нашите очекувања. Дали може да се откажеме целосно од своите очекувања, од како ќе реагираат нашите блиски луѓе, како треба да ни ги искажат своите чувства, како треба и доколку да не разберат, на кој начин да се радуваат и тагуваат со нас. Се надевам дека во голем дел може да се ослободиме од тие своји очекувања, ако работиме постојано на прифаќањето на начинот на кој што луѓето кои се дел од нашиот живот, од известни наши причини, може би одреден период, може би со години, да се подсетиме кои се тие луѓе, колку ни се драги, зошто ни се битни да се тука, како сме ги прифатиле низ животот, во кои се ситуации биле тука за нас. И сето тоа, заедно со нашите очекувања и со свесноста дека немаме секогаш исти желби, немаме секогаш исти потреби, немаме секогаш исти интереси, ние сме исти, меѓутоа многу различни сепак и со своите најблиски, со своите пријатели, и немаат секогаш и тие иста желба, иста потреба да не слушаат, да не доживеат, преживеат, да учествуваат во она што нас ни представа радост или тага во даден период. Понекогаш едноставно и немаат капацитет за тоа или имаат сосем поинаков начин на перцепирање на нештата, на доживување, на преживување, па и на покажување. Се што можеме да направиме во таквите ситуации да го разбереме тоа. Дека и покрај тоа што сме толку многу исти, покрај тоа што сме блиски, покрај тоа што сме пријатели, партнери, ние имаме право, слобода, да избереме како ќе реагираме во дадена ситуација, колкав интерес ќе покажеме за одредена тема, колку ќе можеме да ја разбереме желбата и потребата на другиот, колку ќе може во одредена ситуација да се соживееме со
туѓата тага, радост, восхит, што и да е. И тоа е апсолутно во ред. Ако се видиме себе си, ако размислиме, ако се погледнеме оддалеку во некои други слични ситуации, ако се анализираме, ако се запрашаме дали и ние секогаш адекватно реагираме според желбите, потребите и очекувањата на нашите најблиски, може да кажеме дека да, може ние да имаме чувство дека е така. Меѓутоа, од другата страна, понекогаш, може би тоа не е така сватено, не е така прифатено, може би личноста не ни го кажала тоа за да не повреди, да не навреди. И во таа наша заедничка комуникација, секој внесува одреден удел од своји желби, своји потреби, своји ставови, своји уверување, свој начин на реагирање, на покажување, она што му се случува актуелно во моментот, може да придонесе многу на известно недоразбирање или известно незадоволување на желбите, потребите, интересите и очекувањата на другиот, независно дали ние сме тој кој што споделува и очекува да биде чуен, разбран и некаква реакција, или пак другата личност е таа која решила да сподели нешто, да разговара со нас, а некако чувствува дека не наишла на очекуваната поддршка или реакција од наша страна. Во долгогодишните пријателства, односи, партнерства, врски, нормално е во одреден период едниот да биде повеќе разбран, другиот помалку. Да чувствуваме во различни периоди дека помалку или повеќе се разбираме и доколку имаме одредена зрелост, одреден капацитет за толеранција на личната фрустрација, ако знаеме тоа да го изменаџираме длабоко во себе, да размислиме каде не допира, што ни предизвикува, како не тригерира, нормално дека таквите ситуации можеме лесно и брзо да ги надминеме или преку разговор со другата личност или преку разговор со себе. А ако не го освестиме тоа, ако не го изанализираме, ако не го разговараме, тогаш може да се повторува и да ни предизвика конфликти и оддалечување од дадена личност. Се разбира дека тука е битно расположението и потребата на другата личност да не изслуша, дури да го изслуша и тоа дека ние не сме задоволни, дека сме имале непријатни чувства, дека сме очекувале повеќе, меѓутоа дури да не се случи тоа, сепак да разбереме ние дека е тоа така како што и да си најдеме своје објаснување зашто нам ни смета, што ни смета во тоа, дали тој однос вреди да се задржи и продолжи или не, тоа е сепак само наша работа. Да речеме поконкретно, некогаш ние имаме потреба да разговараме за проблемите што ги имаме на работа, разни ситуации кои се случувале, дури не мора да се проблеми. Ете, сме доживеале некој успех, сме направиле некој прогрес, сме организирале некоја работилница, некој настан, она што е во доменот на мојата и блиските на мојата професија. Меѓутоа, другата личност во тој период доживува одреден неуспех на својата работа, се чувствува разочарано, може би несигурно, може би влегува во некакви конфликтни ситуации, се чувствува недоволно вреднувано. И кога ќе седнеме да разговараме на таа тема, може би само од култура, од куртоазија, другата личност не слуша, меѓутоа не е целосно присутна тука или размислува за тоа како да ни каже дека на незиното работно место е тешко, напорно, доживува можеби мобинг, некакво насилство, се чувства недоволно вреднувана. А ние за тоа време сме во некоја сосем друга ситуација, во некоја сосем друга приказна, па споделуваме, па сме радосни, па сме среќни, па сме задоволни. Можеби другата личност едноставно не сака да го наруши тоа наше задоволство, таа наша среќа или радост поради некои завршени проекти, настани, поради некои успеси и реагира онолку адекватно колку што може од состојбата во која што се наоѓа. Ние во таа ситуација, не знаејќи ништо за тоа што и се случува, ако личноста сепак избере да премолчи, да не го расипува нашето расположение, што сите го правиме понекогаш, но тоа сепак и оневозможува да биде целосно присутна во она што ние го доживуваме, се разбира толку колку што може да биде друга личност одстрана. Ако
сакаме да споделиме различни ситуации во нашиот брак со нашиот партнер, а личноста поминува низ некои тешки приказни во својот брак, или ако ние поминуваме во тешки приказни, а таа личност е среќна, опуштена, задоволна, може би била и се вратила од некој патување, доколку сме, значи, на различни фреквенции за темата на која зборуваме, немаме исти потреби, немаме ист интерес, не се вложуваме исто во тој муабет и понекогаш може да се почувствува таа дистанцираност меѓу нас. Меѓутоа, тоа е во ред, затоа што ние не можеме да очекуваме во ист период со нашите блиски луѓе да поминуваме исти работи, да имаме секогаш доволно разбирање и да реагираме на начинот како што се очекува. Истото се однесува и за нашите деца, сме повозрасни во улога на родители, или ако зборуваме за нашиот однос со нашите родители. Ако ние во периодот сме во некој мирен, убав однос во кој што имаме добра комуникација, во кој што имаме да споделиме успеси на децата, например, или нешто убаво што им се случува на родителите, а од другата страна имаме некој кој што е во тешка состојба, во конфликтна состојба, тогаш таа личност можеби ќе премолчи. И на тој начин, тоа што го премолчува, нема да и даде да учествува целосно во она што ние го славиме, се радуваме и доживуваме. И обратно, ако ние поминуваме низ некој потежок период, а другата личност ни раскажува восхитено, израдувано, може би ќе најдеме сила да учествуваме во тоа, може би ќе разбереме, може би ќе ни биде навистина драго, меѓутоа постои голема веројатност доколку ние сме во некоја друга состојба да не можеме тоа да го покажеме визуелно, да не можеме дури и да го искажеме со зборови, не можеме да го искажеме на оној начин како што другата личност очекува или како што е навикната да го правиме ние тоа низ години. Ние сите, иако сме многу слични, имаме исти потреби, исти желби, исти интереси генерално низ животот. Меѓутоа, тоа е само генерално. Ако гледаме поединечно и во различни периоди во животот, со дел од нашите пријатели можеме воопшто да немаме доперни точки на тема кариера, напредок во професијата, избор на професија, промена на професија, чувствување на истрошеност, неуспешност, недоволно вреднување. Тоа се однесува и за бракот, и за односите во семејството, и за односите со некој пријател или пријателка. И тогаш не можеме да очекуваме да бидеме разбрани, прифатени, да биде се оние што сме го направиле примерно на начин како што очекуваме или на начин како што сме навикнале од таа личност, бидејќи и таа личност поминува низ нешто свое, има право на тоа, има слобода да се чувствува како што се чувствува, а наше и на едната и на другата страна е да се обидеме да го разбереме тоа, да го прифатиме, дека нема секогаш да биде така, дека другите луѓе не постојат за да ги задоволат нашите очекувања, дека нема секогаш да имаме исти желби и интереси и наше е да процениме дали тој однос и таа личност досега низ животот, низ годините, особено ако се работи за односи кои траат подолго време, ни покажале, односно ние сме сватиле, сме доживеале дека вреди сето тоа и покрај одредените различни периоди, покрај разликите. И тогаш еден однос, ако успее сето тоа да го надживее, тој однос е траен, тој однос е вреден, тој однос придонесува да растеме, да се развиваме, особено ако можеме да дискутираме за тоа. Ако процениме дека после одреден период ние сме тие кои постојано нешто даваме, ние сме тие кои постојано споделуваме, ние сме тие кои што имаме чувство дека не сме разбрани, дека не сме сватени, дека не сме можеби прифатени на начинот како што очекуваме, можеби нешто се променило, можеби ние сме се промениле, нашата слика и впечаток за таа личност се променила, тогаш се разбира, можеме и да се оддалечиме од таа личност, односно да ги смалиме собствените очекувања и едноставно, ако веќе сме дошли до заклучок дека се одредени теми за кои што зборуваме, се одредени проблеми кои ги наметнуваме на другите, на кои ние се воодушевуваме, а другата личност не ги разбира и не ги чувствува, можеме да избереме да престанеме
da зборуваме за тие теми и да најдеме други теми кои ни се заеднички, да најдеме работи кои ни се вредни во односот. А ако не можеме да го најдеме и тоа, тогаш се разбира дека може да го промениме тој однос или да го прекинеме доколку завршила некоја наша заедничка приказна низ која ние и таа личност сме поминувале. Како и да е, што и да направиме, што и да избереме, најлошо од се и да имаме очекувања, да ги наметнуваме нашите очекувања и да собираме во себе гнев и лутина, затоа што другите не разбираат, не ги исполнуваат нашите очекувања, не ни возвраќаат на начинот како ние што очекуваме. Ова сето е многу битно за наша подобра комуникација, а добрата комуникација е многу важна за градење добри односи со другите луѓе, со пријателите, партнерите, родителите, децата и така натаму. Јас ви посакувам убав ден, стиснете на звончето, односно притиснете subscribe. Ако не ме следите до сега, ставете лайк на ова видео, ако ви се допаѓа, споделете го со некому, ако мислите дека може да му послужи. И со некоја друга тема се гледаме наскоро во некој ново видео. Се на